14 милиони евра досега дала Европската унија на земјава за справување со бегалската криза, тврди евроамбасадорот Самуел Жбогар. Тој денеска направи обиколка на прифатниот камп Виноју кај Гевгелија и смета дека парите кои земјава ги добила се рационално искористени. На бегалците и мигрантите кои се сместени таму ништо не им недостига. Земјите членки на Европската унија навистина многу брзо реагираа на повикот од вашата земја да и помогнат во справување со мигрантската криза. И затоа би сакал во оваа прилика да им се заблагодарам. Во моментов, тука се наоѓаат уште 166 странски полициски граничари кои им помагаат на вашата полиција во обезбедување на границата. Евроамбасадорот Жбогар нагласи дека прашањето со мигрантите и понатаму представува еден од повисоките приоритети на Унијата, како и досега, така и во иднина ќе се залагаат за успешно справување со новите предизвици кои ги носи мигрантската криза. Како што е познато, пред 2 дена председателот на Европската комисија Јункер рече дека во следните 12 месеци Европската унија ќе има 3 приоритети, од кои еден се однесува на мигрантската криза, за која работиме ние во партнерство со вашата земја. И навистина би сакал така да продолжиме и понатаму, да соработуваме и со владата и со општина Гевгелија. Денес паралелно во Виена беше одржан самитот на Европската унија, каде меѓу другото УНХЦР упати силна критика кон земјите членки, барат да се отворат вратите на бегалците и мигрантите кои се во моментов на Турција и се смета дека поголемиот дел од членките помалку се ангажираат за овие луѓе. Стребуваат дека Турција долгорочно нема да може да пружа заштита на милионите бегалци и мигранти кои се на нејзина територија. Со ова се отвара прашањето: до кога Турција ќе ја држи затворена вратата?